Цените на горивата во Македонија варираат од пумпа до пумпа. Некаде се точи гориво по максималните цени до 86,5 денари за литар бензин или 92 денари за дизел. Но кај други пак, истите горива се поевтини за околу 2 денари по литар, поради попустот кој што го даде најголемиот снабдувач Окта. И покрај зголемувањето на цените на горивата, од регулаторна посочуваат дека трговците можат да имаат и помали цени од утврдените, пред се доколку се откажат од максималните маржи. Воедно им се укажува на нафтените компании да ги намалат цените за 2 денари по литар, согласно договорениот попуст со владата и главниот снабдувач Окта, со цел граѓаните директно да го почувствуваат олеснувањето. Од Мак Петрол алармираат дека до нив засега се уште нема официјално известување за пониски цени. И покрај тоа што во јавноста се појавија информации дека набавната цена на дизелот ќе биде намалена, до Мак Петрол од страна на Окта не е пристигнато официјално известување врз основа на кое што би се промениле договорните услови помеѓу двете компании. Наместо тоа, од страна на добавувачот и понатаму се испраќаат фактури во полна сума, односно без најавениот попуст. Од Окта демантираат и тврдат дека попустот веќе се применува и е наменет за сите компании. Окта АД Скопје потврдува дека претходно најавениот попуст е применет за сите клиенти. Оваа придобивка е обезбедена преку кредитни одобренија издадени на 13 март 2026 година или директно е пресметена во фактурите за продажба издадени на 16 март 2026 година, со што се овозможува негова целосна практична примена. Граѓаните пак велат ваквите цени биле очекувани, но сепак ќе значат дополнителен удар врз домашниот буџет. Дел пак се надеваат дека цената на нафтата ќе се намали. Добро се очекуваше со ситуацијава. Сега збореа дека нели ќе се намалат акцизи, дека ќе се остане таа цена, меѓутоа тоа е тоа. Очекувано, штом се качува нафтата таму и овде автоматски. Овие тоа само чекаат. Како ќе ви се одрази на домашниот буџет? Како? Возите ли помалку? Па ќе возам. Морам да возам. Не може. Оти скапо е. Треба и друго да се купува, не само... 22 беше исто висока и се истото. Нема по. Ќе биде тоа. Како ќе ви се одрази на домашниот буџет? Ете. Полека на пензијата ќе се одразува све. По промените на цените од денеска, цената на бензинот достигнува највисоко ниво во последните речиси 2 години. Дизелот пак руши ценовен рекорд, стар безмалку 3,5 години, по пиковите во ноември 2022 година, кога последен пат се беше над 90 денари за литар, откако летото истата година ја достигна највисоката цена од 110 денари. За само 2 недели од стартот на кризата на Блискиот Исток, дизелот поскапе за дури 21 денар, а бензинот скокна за 12.